достапен е нов сервис за рециклирање на електронски отпад и отпадни батерии во многу општини низ државава. За тоа каде се е достапен овој сервис и се разбира како правилно да се селектира електронскиот отпад. Ова утро моја гостинка е Билјана Костадиновска од друштвото Нула отпад. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро, Марија. Во кои се општини го имаме овој нов достапен сервис? Така, овој достапен сервис не е толку нов, веќе 2 години во фокусот на дејноста ни е воспоставување на еден организиран систем за собирање на отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии. Во континуитет се спроведува во соработка со општините широм државата со цел да го намалиме количеството на овој отпад на улиците, во обичните контейнери, на депониите и секако најмалку во природа каде што не припаѓа. Овој систем на контейнери за овој вид на отпад го има досега во повеќе од 38 општини. Изминатата 2023 поставивме нешто повеќе од 200 контейнери и оваа година нешто повеќе од 100. Какво е искуството досега? Така, граѓаните во принцип се заинтересирани се грижат за животната средина и за правилна селекција, меѓутоа имаме некој деструктивен порив како општество кој што општото добро го претвара во нешто лошо и во нешто негативно и утрова овдека не пречека една непријатна слика. Значи со поставување на контейнерите се соочивме со два проблема, од кои што едниот е вандализмот и уништување на поставената инфраструктура и токму тоа и денеска овдека го гледаме. Значи самиот контейнер е обиен и направен е поголем неред околу него. А другиот проблем е неселекција, односно мешање на отпадот. И овдека имаме поставено неколку контейнери за различен вид на отпад, меѓутоа сепак отпадот се меша. Убаво е денеска да дадеме апел до граѓаните и инструкции како правилно да ги користат контейнерите, не само за електричен и електронски отпад, туку и останатите, за селекција на различен вид на отпад, бидејќи отпадот ние кој што го создаваме, наша обврска е правилно да го одложиме. Така што на самите контейнери е одложено за какви уреди секој контейнер е наменет. Во овие зелени контейнери на нула отпад може да се одложат мали електрични електронски уреди, односно се што работи на струја и батерија повеќе не ни е потребно. Имаме овде слика на фотоапарат, далечински управувачи, монитор, па принтер, некоја средна големина, пегли, ситни кујнски уреди, така што на сите тие што повеќе не ни се потребни се расимат, месото им е токму во овие зелени контейнери кои што, како што кажав, во повеќе од 38 општини се поставени и се достапни за граѓаните за правилно да го одложат овој вид на отпад. Ете, напоменавте дека не е толку достапен овој сервис, но дали има некоја промена во однесувањето на нашите сограѓани, односно дали може се помалку да се види оваа слика или пак некако е на исто ниво? Сликата ја има во однос на уништени контейнери, меѓутоа интересот кај граѓаните е поголем. Дури и самите тие ни се јавуваат да ни кажат на која локација, во каква состојба е контейнерот, дали е уништен, за да можеме ние да интервенираме, бидејќи ние едната цел не е да ги покриеме сите општини со инфраструктура, бидејќи општините се заинтересирани да го овозможат овој достапен сервис за своите граѓани и се грижат за унапредување на животната средина. Меѓутоа се враќаме неколку чекори назад да ги собереме оштетените, да ги поправиме и повторно да ги замениме со нова инфраструктура. Во некоја мера и беше очекувана оваа слика и знаевме дека првиот пристап ќе биде ваков, меѓутоа тука не треба да се откажеме, нели мора континуирано да се работи на подигнување на јавната свест, бидејќи за нашата животна средина се работи не само за овие генерации, туку и за генерациите кои што следуваат по нив. Така што еве благодарности до вас што често сте наш партнер токму во мисијата на подигнување на јавната свест. Голем дел од загадувањето и недоследностите кои што човекот ги прави кон природата се дел заради неинформираност, а дел заради општествено неприфатливо однесување. Така да еве денеска се надевам дека ќе информираме дел од граѓаните кои што имаат таков вид на отпад во своите домови или да ги отстранат во овие зелени контейнери кои што се во функција во нивната блиска околина или пак да ја повикаат еколинијата. Еколинијата некако е подостапна за граѓаните бидејќи
неподостапна за граѓаните, туку повеќе има ефект од аспект на го собираме од прагот на вашиот дом. Тука излагуваме во пресед на граѓани кои што имаат габаритни уреди. Овие контейнери се за помали уреди, да речеме фрижидер, шпоред, машина за перење, кои што еве не можете правилно да ги отстраните, немате возило, ниту па сте во можност да ги кренете и да ги одложите. Тогаш доаѓа екипа и бесплатно ги подигнува од прагот на вашиот дом. Тука и на повозрастни граѓани кои што не се во можност да го направат сами, да се излегува со едноставно јавување на телефонскиот број 070 236 000, бесплатно од прагот на вашиот дом ќе биде подигнат електричниот и електронскиот уред. Се доаѓа дури и само за еден уред, така што еве граѓаните кои што немаат можност да ги отстранат во контейнерите, слободно нека се јават и ќе бидат преземени од прагот на нивниот дом. Ова со контейнерите согласно законските регулативи, нели, за да можеме да сите зборуваме дека е важно да се рециклира. За да се рециклира треба да се селектира. За да можеме ние граѓаните да селектираме, треба да ни биде понуден достапен сервис за да можеме тоа да го направиме во нашата најблиска околина. Тоа е и нашата тенденција во сите општини да ги покриеме териториите со овие зелени контейнери, да го поминеме овој период на оштетување и неселекција и се надеваме дека ќе дојдеме до тоа ниво каде што ќе можат правилно да се користат контейнерите за селекција. Со целите уште повеќе да информираме, сакам при самиот крај да напоменеме нешто за оние цилиндрични садови кои што најчесто можеме да ги видиме по маркетите. Има ли интерес за селекција? Тоа е за отпадни материи. Материи. Да, тие цилиндрични лименки ги има во сите поголеми маркети, во молови, во училишта, во градинки, во сите државни институции, во фирми кои што генерираат таков вид на отпад, така што и со законот на местото каде што ја купувате батеријата треба да имате место каде што потрошувачот, штом се потроши батеријата, ќе може правилно да ја отстрани. Тие се користат подобро не е искуството со садовите за батерии, бидејќи граѓаните често кога идат да пазаруваат, ги носат од дома старите батерии, па правилно ги одлагаат. Еве апел и тие кои што имаат дома стари батерии, обично ги чуваме по фиолките растурени во едно мало пластично кантиче. Ние имаме едни мали кантички кои што ги користиме на едукација со децата. Им ги даваме за дома, на самите кантички пишува само за отпадни батерии. Во училиштата и градинките има такви цилиндрични лименки за батерии, па се ги полнат дома, па ги истурат во училиштата. Кога веќе е така лесно воспоставен системот и се прави едукација на децата, тогаш се надеваме дека ќе имаме навики и оваква гледка нема да имаме повеќе, бидејќи генерално кај возрастните потешко се менуваат навиките, а децата се тие кои што позитивното го прифаќаат многу лесно и го практикуваат и ја пренесуваат пораката дома, така што тие се нашите екоамбасадори кои што се очекуваме дека на подолги стази ќе ги видиме вистинските резултати токму од нив. Се надеваме дека навистина ќе биде така. Ви благодарам многу за одвоеното време и за овој едукативен на некој начин разговор. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека со внимание слушавте, а она кое што можевме да го потенцираме преку овој разговор е да селектираме правилно да го отстрануваме отпадот, се разбира, од нашиот дом и да не ја гледаме оваа гледка низ Скопските улици, не само низ Скопските улици, туку општо во државата со оглед на тоа дека ваков уништен контейнер, не само за електричен отпад, говорам општо, може да се види навистина на многу локации. Конкретно за овој електронски контейнер може да се забележи дека освен тоа што е уништен, навистина е измешан отпадот, односно наместо да има само електронски отпад во овој контейнер, за кој сушност и за тоа е наменет, може да се види и голем број на друг вид на отпад, а тоа представува проблем како за оние екипи кои што го собираат отпадот, така и за сите нас со оглед на тоа дека ја загадуваме нашата животна средина. Но овие контейнери убаво може да се види на самите поставени сликички за што може поточно да се отстрани, односно да се стави во овој контейнер, односно мал електронски отпад. Одовде ќе ве поздравам, се надевам дека со внимание слушавте и навистина овој разговор беше од некаква корист.